Денеска бевме овде во Прилеп на состанок на средба, би рекол, со регионалната стопанска комора. Разговаравме за проектите и содржината со фокус на економскиот дел, економската понуда од нашата читанка, како што вака секаде ја представуваме проект однова. Зборувавме за предизвиците со кои што денеска се соочуваат, би рекол, луѓето од реалниот сектор овде во Прилеп, кои што се дел и членки на регионалната стопанска комора. Представниците на компаниите ни ги презентираа нивните гледишта, анализиравме дел од политиките и предлозите кои што ВМРО-ДПМН ги предлага во оваа изборна програма, кои што понатаму ќе бидат дел од, би рекол, програмата на владата. Пред се тука како главен адут го споменавме и автопатот кој што би се изградил од Скопје преку Прилеп, Битола до границата со нашиот јужен сосед, нешто што е дамнешна желба на жителите на Пелагонискиот крај, на прилепчани, но и на и останатите. Цениме дека овој инфраструктурен проект во многу ќе подобри квалитетот на живот, ќе подобри комуникацијата и условите на бизнис заедницата овде од Прилеп и Пелагонија во целост. Потоа зборувавме за политиките во делот на земјоделието со акцент на тутунот и тутунопроизводителите. Зборувавме и за реформите во делот на образованието, администрацијата, дигитализацијата, фискалната политика, поддршката, така што ценам дека имавме навистина корисна средба на која што ние можевме да се презентираме и да имаме определена интеракција со стопанствениците од овде од градот Прилеп. Така што, ете, доколку има било какви прашања, јас постојам на располагање. Се пожала, ако се испочува автопатот, бидејќи долго време зборуваат стопанствениците од Прилеп дека се буквално одсечени од светот. Каде е на друго место ставен фокусот како проблем? Има повеќе аспекти денешната средба. Тука зборувавме за овој предизвик кој што сите ние сме денеска соочени, а тоа е ковид пандемијата, кога ќе излеземе, дали се предвидени определени мерки. Потоа тука зборувам пред се и за фискалната политика, даночните ослободувања, политиката во делот на лиценцирањето. Отприлика тоа се ние парафискални давачки, поддршката која што државата ја предвидува за компаниите за да излезат од овој период каде што сега се наоѓаат, така што отприлика тоа беше тема на разговор. Какви се ваши очекувања за излезноста на изборите со оглед на корона криза и со ризикот на поголем дел од граѓаните заради атмосферата и пандемијата да не го исполнат, да не го остварат своето избирачко право? Ценам дека излезноста ќе биде помала од вообичаената, како што сме навикнати во минатите години. Не очекувам дека ќе се реализираат оние сценарија и предвидувања од минатото, дека ќе биде многу ниска, која што ќе се движи помеѓу 40-45%. Ценам дека ќе биде повисока од таа. Може би нема да стигнеме бројка како што беше тоа во минатото од 65-67%, но ценам дека ќе биде кредибилна за да идната влада веднаш уште од првиот ден која што ќе предводи ВМРО-ДПМН се зафати со структурни реформи и излез од моменталната ситуација во која што се наоѓа.